Попладнени вести во 16. Денеска гледаме. Водата во Гостивар ги скара Мицковски и Филипче. Села ја блокираше седницата за партенички прашања. Гостиварчани се уште без вода за пиење. Се чекаат 3 последователни исправни анализи. Последната покажа присуство на бактерија. 2 лица во критична состојба на респиратор со западно-нилска треска. Армен Фетај ќе биде специјален представник за ЕУ во Брисел. Остри реакции. Пожарот на Крит вон контрола. Има загинати пожарникари. Над 8.000 евакуирани. Овие вести детали за здравствената состојба на лицата заболени од западно-нилска треска. Добар ден, останете овде, почнуваме веднаш. Во собранието денеска, последен ден за партенички прашања пред одморите, водата во Гостивар главна тема на препокување меѓу премиерот и лидерот на опозицијата. Од загадената вода во Гостивар, преку животниот стандард на граѓаните до блокирани евроинтеграции, лидерот на опозицијската СДСМ Венко Филипче со низа критики за работата на премиерот Мицковски ги отвори последните пратенички прашања пред годишниот одмор. Го пуштате министерот за внатрешни работи да зборува за чистење на водата, хлорирање, хиперхлорирање, човекот нема капацитет, не знае за тоа, не му е тоа сфера на експертиза, внимавајте. Хиперхлорирање на водата носи зголемен ризик од малигни болести. Нема најави за зголемување на стандардот, нема најави за зголемување на платите. Се порасна, сите цени се зголемија, освен платите. Тие стагнираат. Се зголеми парното, се зголемија повторно горивата, повторно нема мерки за помош на одредени категории. Па зарам сега не се потврдуваат нашите тези тоа што ние го зборуваме? Дека намерно не сакате во Европа, дека намерно го блокиравте европскиот пат. Кој е премиер крив за овие работи? Јас знам, вие ќе кажете, Венко е крив, СДСМ е крива за се ова, меѓутоа граѓаните знаат дека вие сносите одговорноста за сите овие работи. Мицковски возврати со обвинувања кон Филипче и СДСМ, наведувајќи податоци за состојбите во периодот кога тие беа на власт. Центар за јавно здравје Прилеп. Извештај од 1 февруари 2019 до 28 февруари 2019 се однесува за градовите Прилеп, Крушево, Македонски Брод. Самиот извештај вели дека има неисправност на водата поради тоа што имаме М се однесува на бактериолошката неисправност и Ф се однесува на физичко-хемиската неисправност на примероците. Еве ги сите тие параметри. Превземено ништо. Се обидувате на граѓаните да им помогнете на тој начин што ќе ги надплатите неколкукратно вакцините преку оваа Стабри компанија. Јас очекувам дека обвинителството ќе превземе во своји раце да го истражува овој случај и не се заканува, нема потреба да се плашите. Јас знам дека Фројд работи кај вас, но нема потреба да се плашите. Јуни 2022 влада на СДСМ, експертот што ви дошепнуваше позади вас, член на таа влада, дуе во таа влада и уште некој, инфлација 14,7%. Осми во овие 12 држави, 14,7%. Јуни 2026 година 3,4%. Трети, 73 месеци влада на СДСМ и ДУИ. Просечно месечно се зголемувала платата за 224 денари. Просечна плата јули 2024 40.961 денар, просечна плата мај 2026 година 49.544 денари. 23 месеци влада предводена од ВМРО ДПМН или просечно месечно растела по 373 денари. Прашањето на Филипче беше единственото пратеничко прашање во првиот дел од седницата. Пратениците од Албанската лига, предводена од Села, најавија блокада на работата се додека не биде одговорено на писменото прашање на пратеничката Даути, поднесено пред речиси 1 месец за правична застапеност. Следуваа десетина процедурални забелешки, а тензичните моменти председателот на собранието Гаши ги прекинуваше со паузи. Дали слушате новинари, граѓани е должен да одговара. Затоа не може да се продолжува со оваа седница. Јас барам денеска цела опозиција да стои позади моето барање, воспротивно
Не сакам тоа спротивното да го кажам. Но додека премиерот не даде одговор на поставеното прашање од пратеникот, ние тука ќе бидеме и нема да дозволиме пратенички прашања. Повеќе од ова не знаеме како да ви кажеме. Последен пат што се обраќаш од место. Имаш говорница, можеш да излезеш тука, јас сум пратеник и моето право ќе го користам како што јас сакам. Значи и за процедурално и за било што. Кој ви брани да поставите прашања? Не дозволувате да продолжи седницава по однос на процедурата која што сите заедно сме договориле и врз основа на која што ќе функционира. Тоа не бил одговор за неа. Ваш проблем е. Поставете друго прашање, поставете трето прашање, свикајте пресконференција. Поднесете интерпелација, ќе разговараме за се, ама не да кочите со нешто што не можете да кочите. Имавте можност 5 пати. Не може да се злоупотреби деловникот. Не можеме. Ако ви инсистирате, пауза. Во паузите Даути добила одговор од владата, но седницата се уште е во пауза. Со ова седница собранието заминува на колективен одмор. Катерина Нешкова, Сител телевизија. Собранискиот спикер Африм Гаши потврди дека ниту годинава лично нема да учествува на чествувањето на Илинден. Наместо тоа ќе оди на конференција во Египет. Според системот на ротација, собранието оваа година треба да биде покровител на чествувањето во Крушево, но наместо Гаши таму ќе се обрати подпредседателот Антонио Милошевски. Сепак според него, ова не значи непочитување на државниот празник. Лани беше на болничко лекување. Во однос на специјалниот закон за Скопје, Европска престолнина на културата 2028 година, кој вчера беше повлечен од дневен ред на седницата, Гаши вели дека ќе биде доработуван, иако веќе е јасно дека ќе се носи со Бадентер. Јас лично нема да одржам говор таму, но сум дел од организацијата, моите поканите се испратени во моје име, има собраниски делегации во сите места и во Пелинца и во Мечкин Камен и пред собрание, така да собранието како институција ќе учествува потполно во делот на чествување Илинден, со тоа што мислевме дека не треба да се пропушти можноста да се учествува на таква важна конференција. Од друга страна имавме и официјална посета на средба со египетскиот председател на собрание и така натаму. Така да сакам во јавноста и на сите граѓани да им пратам порака дека Африм Гаши, председател на собрание, ги почитува сите државни празници, тоа сум го покажал секогаш. Од првиот ден во политиката, особено сега во својство на председател на собрание, мислам дека нема никаков простор за двоумење дали го почитуваме или не. Мнозинството не секогаш сака по секоја цена нешто да се доноси. Ако има отпор, ако има аргументирани ставови, сакаме секогаш и ние да попуштиме, и така беше и вчера. Значи, во најбрз можен рок ќе треба да седнат пратеничките групи, координаторите, да видат дали е содржината на законот проблем, дали е процедурата што се однесува до Бадентер. Апсолутно тој закон ќе се гласа со Бадентер, затоа што и околу тоа имаше двоумења. Гостиварчани се уште без вода за пиење. Се чекаат 3 последователни исправни анализи. Последната покажа присуство на бактерија. 2 лица во критична состојба на респиратор со западно-нилска треска. Гостиварчани се уште немаат вода за пиење. Кога водоснабдителниот систем ќе биде воспособен, за сега нема најава. Министерот за здравство вели дека мора да се добијат 3 последователни исправни анализи. Последната покажа присуство на нова бактерија. 3 последователни чисти тестови. Ова е условот од кој надлежните не отстапуваат пред конечно да тргнат забраната за пиење на водата во Гостивар. Иако најавите беа дека до крајот на викендов гостиварци ќе добијат питка вода, сепак лабораториите детектира нови бактерии во водоводниот систем поради предолгото стоење на водата во водоводните цевки, па е неизвестно се уште до кога ќе треба да чекаат граѓаните да користат водата за пиење и готвење. Сакаме да бидеме максимално сигурни да дозволиме водата да се употребува за пиење и за подготовка на храна. Значи се следат пробите, тие ќе продолжат и во текот на викендот, значи секој ден од повеќе кориснички места се земаат проби. Во моментот чим 3 едно по друго проби ќе бидат
соодветни за пиење, ќе биде ставен во употреба водовод. Секој ден се прават анализи од најмалку 9 кориснички места, која ќе биде соопштено. Вчера помош во гостиварските здравствени установи побарале 73 пациенти, додека претходниот ден беа пријавени 71 пациент. Според надлежните, епидемијата стивнува во споредба со пикот пред 10 дена, кога дневно беа регистрирани над 600 пациенти. Во општата болница доктор Ферит Мурат Гостивар се регистрирани вкупно 45 нови прегледи, од кои 26 на инфективно со 2 нови хоспитализации и 18 на педиатриското оделение. Во моментот се хоспитализирани по 20 пациенти на инфективно и на оделението за педиатрија. Во здравствениот дом Гостивар се регистрирани 28 нови прегледи во дежурната служба, велат од Министерството за здравство. Од почетокот на кризата на средината на јули до сега над 4000 граѓани побарале лекарска помош поради стомачни тегоби поврзани со загадената вода за пиење. Тамара Дичевска, Сител телевизија. На ефективната клиника расте бројот на критични пациенти со западно-нилска треска. Освен двајцата пациенти кои се на респиратор, има уште нови 5 лица. Сања Димитровска во овие вести, кои се последните детали. Токму така, ако до вчера беше еден пациент кој што е во критична состојба и кај кого е потврдена западно-нилска треска, денеска веќе имаме двајца пациенти кои што се на одделот за интензивно лекување и се на механичка вентилација. Тоа се 66 годишен, 76 годишен пациент и двајцата се од Скопје и двајцата во епидемиолошката анкета е наведено дека не патувале надвор од државата, односно заразата ја добиле овде во нашата земја. Меѓутоа карактеристично е што сите хоспитализирани пациенти на клиниката за инфективни болести се повозрастни, односно се над 60 годишна возраст и имаат поголем број на коморбидитети, а токму возраста и хроничните заболувања се ризик фактор кај лица кои што ќе бидат каснати од инфициран комарец, да се јави најтешката невроинвазивна форма која што бара и болничка хоспитализација. Тоа обично се случува кај само 1% од каснатите, додека пак останатите или поминуваат асимптоматски или пак со лесна клиничка слика. Исто така во моментов има и 4 сомнителни случаи кои што се на испитување во Институтот за јавно здравје. Тоа се тројца пациенти кои што се исто така хоспитализирани на клиниката за инфективни болести и уште еден пациент кој што е од друга здравствена установа и за кого поради симптомите е побарано да биде направено испитување дали станува збор за Вест Найл вирусот. Инаку останатите 5 мина кај кои што е потврден западно-нилска треска, за сега според инфектолозите се во стабилна состојба. Што друго велат лекарите, да погледнеме од прилогот што го подготвивме. Двајца пациенти со западно-нилска треска хоспитализирани на клиниката за инфективни болести се во критична состојба и поставени на респиратор. 76 годишниот скопјанец повеќе од една недела е на одделот за интензивно лекување и на механичка вентилација, а од утринава и 66 годишен пациент исто така од Скопје, кој на инфективна бил примен пред 4 дена, но дошло до влошување на неговата состојба. Кај овој пациент, 66 годишниот, кој имаше влошување на здравствената состојба, која беше причина поради која е интубиран денеска, исто така е пациент кој не патувал надвор од земјата, како тоа ви значи епидемиолошката анкета и за него е негативна. Но има куп коморбидитети. Освен двајцата пациенти кои се на механичка вентилација на инфективна со Вест Найл вирусот, има уште 5 лица кои според лекарите се во стабилна состојба. Сите се на 60 годишна возраст со коморбидитети и како што велат инфектолозите се најризична група за појава на тешката форма на вирусот. Дополнително на инфективна чекаат резултати за уште тројца сомнителни, кои биле хоспитализирани со воспаление на мозокот. Се чека дополнително лабораториските резултати од Институтот за јавно здравје. Постои големно сомнение дека може да се работи за истата инфекција. Вирусот кај 80% поминува без симптоми. Околу 20% имаат полесна клиничка слика и само 1% може да завршат со невроинвазивна форма и болничка хоспитализација. За вектор преносливите болести постојано заседава и Комисијата за заразни болести, а освен мапирање на местата од каде потекнуваат заразените. Апелот до граѓаните е да спроведуваат лична заштита,
со користење на репеленти, соодветна облека и отстранување на застоена вода од дворовите. Годинава има околу 20 пациенти со болести што ги пренесуваат инфицирани комарци. Најмногу се со западно-нилска треска. Сања Димитровска, Сител телевизија. Судскиот совет го избра Герасимовски за веде председател на Скопска апелација. Доби најмногу гласови, иако не беше најдобро оценет. Арбен Фетај ќе биде специјален представник за ЕУ во Брисел. Остри реакции. Судијата Зоран Герасимовски е избран за веде председател на Скопска апелација. Судскиот совет го избра Герасимовски со најмногу гласови, иако не беше најдобро оценет. Зоран Ѓорѓиев. Судскиот совет назначи веде председател на Скопскиот апелационен суд. До изборот на нов председател, функцијата вршител на должност ја извршува судијата Зоран Герасимовски. Неговото именување доаѓа откако досегашната председателка Мери Дика беше избрана за судијка во Уставниот суд. На седницата на која дел од членовите учествуваат телефонски, имаше дилема кој привремено да раководи со второстепениот суд. Освен Герасимовски, предложена беше и Тања Милева, која со последното оценување добила највисоки оценки. Според законот за судовите, за веде се избира судијата кој со последното оценување е најдобро рангиран, но според членовите на советот можни се отстапки. Во последната година од периодот за оценување, Герасимовски бил член на Судскиот совет, а таква состојба не била предвидена според законот за судови. Тој бил и пониско рангиран од судијката Милева. Но судијата Тања Милева е највисоко бодувана, со 197 бодови. Останатите што имаат над нејзе се или пензионирани или се во Врховниот суд. Не сметам дека секогаш треба да се примени членот 89 автоматски и механички. Но ако отстапиме од овој член, треба да имаме добро образложение зошто треба да биде друг предлог. Вториот предлог, судијата Зоран Герасимовски, е бодуван со 186 бодови. За членовите на Судски не беше спорно дека Милева имала најмногу бодови со последното оценување, но како што рекоа, Герасимовски, кој бил и нивни колега од Советот, имал менаџерски способности, а и редовно го совладувал приливот на предмети. За веде го предложи членот на Советот Ивица Николовски. Милева пак беше предлог на Антоанета Димовска. Се работи за добар, квалитетен, искусен судија со долгогодишно искуство, секогаш на своето работење поскажува исклучително позитивни резултати, континуирано секогаш бил оценуван позитивно. Се кажа многу позитивни работи за вториот предлог, за првиот предлог не се ни спомна ништо. За волја на вистината да кажеме дека колегата Зоран Герасимовски всушност и се отиде од Судскиот совет кога беше најтешко. Па сега можеме и тоа да го цениме, можеби, нели на некој начин. По гласањето со 9 гласа Герасимовски беше избран за веде председател на апелациониот суд во Скопје. Тој функцијата ќе ја извршува до изборот на нов председател. Зоран Јаневски, Сител телевизија. Екс-министерот Фетај, кој 3 месеца не доаѓаше на работа, ќе биде специјален представник на владата за Европската унија во Брисел. Неговото назначување предизвика остри реакции. Ивана Соколовиќ најдова. Арбен Фетај доби нова државна функција. Откако поднесе оставка од позицијата вице-премиер за добро владење, сега ќе представува државата како специјален представник за Европската унија во Брисел. За ваквата владина одлука се пофали на социјалните мрежи и се заблагодари за довербата која му се укажува. Мисијата што ми е доверена е да придонесам кон унапредувањето на процесот на европската интеграција на нашата држава преку зајакнување на политичката поддршка во институциите и земјите членки на ЕУ, придонесување за надминување на политичките и дипломатските предизвици и засилување на гласот и присуството на Македонија во Брисел и во европските престолнини. Од влада потврдија дека назначувањето е согласно законските надлежности и воспоставената практика. Целта за ангажирањето била државата да има лице кој ќе работи на конкретни стратешки приоритети и ќе предонесе за ефикасно остварување на националните интереси. Познавањето на 3 светски јазици значила и предност во извршувањето на врските. Неговите обврски ќе опфаќаат представување на државата и заштита на нејзините интереси во меѓународната комуникација, давање предлози и препораки до надлежните институции, промоција на резултатите од реформските процеси, идентификување на политичките и дипломатски предизвици за јакнување на позицијата и видливоста на државата во Брисел, велат од влада.
Новата државна функција за Фетај предизвика бурни политички реакции. За ЛДП именувањето на Фетај е скандалозна одлука на владата. Председателката на партијата Зајкова од премиерот бара итни писмени одговори и целосна транспарентност до денар за парите што му се исплатени на функционер, кој како што велат, самиот јавно потврди дека со месеци сам иницијативно не доаѓал на своето работно место. Бара точно да се каже колку денови неоправдано бил одсутен и зашто се потрошил државни пари. Екс-министрот за надворешни Османи бара пак одговори која ќе биде функцијата на Фетај кога државата веќе има постојана мисија при ЕУ. Создавањето паралелен политички канал во Брисел ја обезвреднува државната мисија, го подкопува авторитетот на амбасадорот и создава нејаснота и околу тоа која представува државата пред институциите на ЕУ, пишува Османи. Левица преку соопштение обвинува дека власта наместо одговорно за неработењето на Фетај го наградила со унапредување. По реакциите во јавноста поради неговото неколкумесечно непојавување на работа, Фетај си поднесе оставка која парламентот му ја процесуираше минатиот месец. Ивана Соколовиќ, Најдова, Сител телевизија. Приватните пензиски друштва нудат модел за повисоки пензии и подобра исплата на пензиите. Пожарот на Крит вон контрола. Има загинати пожарникари, над 8.000 евакуирани. Приватните пензиски друштва нудат модел за повисоки пензии и подобра исплата на пензиите, сметаат дека идејата за евентуална национализација на вториот столб би била погубна. Наташа Мерсовска. Реформа во пензискиот систем за сигурна пензија на идните пензионери од Асоциацијата на пензиски друштва од задолжителниот втор столб предлагаат воведување мултифондови, каде парите би се оплодувале со повисоки приноси и зависно од возраста би се вложувале во поризични акции. Моменталниот конзервативен модел им носи годишен принос од само 5,5% на идните пензионери и според законот над половина од сумата мора да се вложува во државни обврзници. Затоа сметките на осигурениците се пониски од планираното. Сепак од Асоциацијата велат дека евентуалното национализирање на вториот пензиски столб долгорочно би се покажало како погубно. Треба да знаат осигурениците дека средствата во вториот столб се личен имот, кој што е наследен и без разлика дали се работи за осигурување во текот на работниот век или по пензионирањето, тие имаат зголемен степен на заштита, освен значи семејната пензија која останува како право, дополнително е и правото на наследство. Со реформата на пензискиот систем пред 20 години, воведувањето на задолжителниот втор столб беше да му помогне на ПИОМ за да се стабилизира и со тек на време да се намалат префрлањето од буџетот за да може да се исплаќаат пензиите. Но иселувањето на младите, продолжениот животен век и пријавувањето на работниците на минималец наместо на цела сума ја доведуваат во прашање висината на пензијата на идните пензионери. Во моментот кога ќе дојде време да се исплаќаат паралелно пензии и од првиот и од вториот столб, врската за исплата на пензии некаде половина од износот ќе падне на терет на вториот столб. А фондот за пензиско инвалидско осигурување, државниот фонд на ПИОМ, и понатаму ќе продолжи да задржува повеќе од 2/3 од вкупниот придонес за пензиско инвалидско осигурување. На тој начин поголем износ на придонеси во првиот столб, а поделена обврска за исплата на пензиите, значи дека низ годините постепено ќе се избалансираат приходите и расходите на ПИОМ и ќе дојдеме до состојба на негова одржливост. Во моментов над 630.000 осигуреници се членови во вториот пензиски столб, а само 150 пензионери земаат пензија од истиот, која е минимална, нешто на 10.000 денари. Првите поголеми исплати ќе следуваат после 2030 година, кога се очекува околу 5.000 пензионери да се исплаќаат од овој столб, ако не се воведат мултифондовите. Од Асоциацијата не очекуваат дека идните пензионери би се радувале на повисока пензија. Наташа Мерсовска, Сител телевизија. Министерството за дигитална трансформација воведува можност за електронски сертификати за квалитет на земјоделски производи, кои компаниите ќе можат да го добиваат без да одат во Државниот инспекторат за земјоделство. Министерот Андоновски најавува и дека ќе бидат дигитализирани уште околу 60 услуги од 10 институции. Македонските компании одсега преку порталот услуги.gov.mk ќе можат електронски да добиваат 2 сертификати, без да одат во Државниот инспекторат за земјоделство. Станува збор за уверение за квалитет за земјоделски производи, преработки и стоки и во еден сертификат за извоз на вино.
Министерот за дигитална трансформација Андоновски рече дека овие услуги треба да им помогнат на компаниите побрзо да доаѓаат до потребните документи, што е важно за нивното работење и за извозот. За една компанија времето потребно за добивање документ не е само административно прашање. Тоа е дел од трошокот за работење, од брзината на производството и од нејзината конкурентност. Доколку институциите доцнат, доцни компанијата. Доколку постапката е сложена, растат трошоците и се намалува можноста за развој и извоз. Затоа за нас дигиталната трансформација не представува само воведување нова технологија, представува промена на начинот на кој функционира државата и на односот што институциите го имаат кон граѓаните и компаниите. Освен што документите ќе се издаваат во електронска форма, со иста правна важност како и хартиените. Целосно е дигитализирано и плаќањето на административните такси. Со ова дигитализација се поедноставува целокупната постапка за користење на услугите, се скратува времето потребно за добивање на сертификатите, се елиминира потребата од нивно лично подигнување во инспекторатот и се намалуваат финансиските трошоци што компаниите ги имаат при користењето на овие услуги. Андоновски најави дека од септември почнува ИПА проект преку кој ќе се развијат 51 нова електронска услуга. Паралелно ќе се дигитализираат уште околу 60 услуги од 10 институции, откако ќе се поедностават процедурите. Тој најави воведување систем со кој правителите ќе можат да овластуваат и други вработени да користат електронски услуги во име на компанијата, наместо тоа да го прави само одговорното лице. Мартин Арсов, Сител телевизија. За металургијата и рудните богатства, што означува новата геополитика на минерали, какви капацитети има Македонија, дали државата може да гарантира современ концепт за рударство. Во тема на денот, универзитетскиот професор Горан Начевски, претседател на Сдруженијето на металурзи.